Дали успеате да се пронајдете во ова пренатрупаната на работа на собранието? Голем број на седници, голем број на работни тела, како успеате? Па не успеваме, а мислам дека е тоа и целта. Еве, поточно вчерашниот ден, значи правилото по деловник е дека на секој 10 дена се закажува по една седница. До сега, на почеток, праксата беше 4-5 точки. Значи нешто што може да се обработи, да се спреми и така натаму. Конкретно вчерашниот ден имаше седница закажана со 48 точки. Да, таа беше по деловник, закажана као недела-две претходно, ама 48 точки што е апсолутно невозможно човек да се спреми. И паралелно уште 3 седници добивме, тоа е продолжение на седници, кои што бевме известувани со СМС буквално на пола сат и не знам, негде вкупно над 170 точки што обработија вчера. Паралелно течеше и комисија, мислам, за здравство, не сум сигурен дали друга комисија, значи апсолутно е невозможно да сето тоа да се постигне, а ние, мислам, јас као пратеник, тоа е мое право, ако сакаме да идам и на комисијата на здравство, да присуствам и на да говорам по сите точки каде можам, тоа е апсолутно невозможно. Дефинитивно, значи едната работа е што поентата е да се намали дебатата и инклузивност, а втората работа е што владачкото мнозинство е владачко едва и мнозинство, значи они се многу тенки со мнозинство и у моментот кога они ќе обезбедат 61 пратеник, се трудат што повеќе точки да избуткаат, значи да нема дебата, само да се гласат, да поминат претресите, и со тоа де факто го деградираат собранието.